На денешен ден, 8 јули. – 1497 година, португалскиот морепловец Васко де Гама со неговата флота исплови од Лисабон и во втората половина на ноември помина крај ретот Добра Надеж. 1621 година, во Шато Тиери е роден Жан де ла Фонтен, француски поет и баснописец. Има напишано 240 басни. Умре во Париз 13 април 1695 година. 1809 година, во Крапина е роден Људевит Гај, голем хрватски идеолог и водач на илирското движење. Забележувајќи ги објективните околности на своето време, тој сметаше дека литературната и културната дејност представуваат пат до националната природба во услови на политичка пресија. Во 1943 година беше забранета употребата на илирското име, а тоа значеше почеток на крајот на Гај, кој умре во Загреб на 20 април 1872 година. 1838 година, роден е Фердинанд Цепелин, германски генерал и конструктор на воздушните бродови балони, според него наречени Цепелин. Првиот воздушен балон налетна на 3 јули 1900 година. Умре на 8 март 1917 година. 1947 година, на седницата на Советот за безбедност на Обединетите нации, советскиот делегат Андреј Громико остро го нападна извештајот на анкетната комисија за ситуацијата во Грција, што беше поднесен на одобрување. Во предложената советска противрезолуција спрема американската се бараше, покрај другото, грчката влада да ги преземе неопходните мерки за отстранување на секаква дискриминација на граѓаните од Македонија и на албанска националност и да им даде можност да го говорат својот мајчин јазик и да ја развиваат својата национална култура. 1967 година умре англиската театарска и филмска актерка Вивиен Ли, која се стекна со светска слава со улогата Скарлет Охара во американскиот филм Однесена од виорот, за која беше наградена со Оскар. Во театарските представи толкуваше водечки улоги во драмите на Вилијам Шекспир, често со сопругот Лоренс Оливие, за кого беше мажена од 1937 до 1960 година. Останати филмови Бура во чаша со вода, Пожар над Англија, Цезар и Клеопатра, Ана Каренина, Леди Хамилтон, Трамвајот наречен Желба, за кого доби и Оскар, Римската пролет на госпојата Стон. 1977 година Собранието на Социјалистичка република Македонија го прогласи законот за распишување јавен заем за изградба и реконструкција на патиштата во Македонија. Запишувањето на заемот почна на 1 октомври 1977 година и траеше до 31 декември 1977 година. 1998 година почна изградбата на автопатот Слобина-Готино.